Со насмевка на лицето, со разиграни раци и со верба дека ќе го спаси животот на својот пријател. Штипјанец стои и го нуди медот како дар полн здравје и надеж. Го фали прополисот, зборува за неговата моќ, но уште погласно зборува за неговото дело, дека се што прави го прави за да спаси тук живот. Во време кога многумина мислат само на себе, тој тивко покажува дека човечноста се уште живее меѓу граѓаните. Секоја продадена тегла не е само трговија, туку чин на љубов, солидарност и борба против неправдата на судбината. И додека со насмевка им нуди здравје на другите, всушност ја чува најголемата вредност – надежта дека пријателството и добрината можат да победат. Ама не сум газда ја, друг човек дома е недобар со здравје. Јас помагам хумано. Продавам му и му давам пари за да се лечи со тие пари. По разговорот зад камерите, откривме дека Штипјанецот е пензиониран наставник, човек што своите пензионерски денови не ги поминува во одмор, туку ги вложува во помагање во црквите и кај луѓето што немаат кој да им подаде рака. Медо е многу здрава работа. Има еден, како се вика тоа, прополис, што е многу здраво за здравјето. Сега, вај човек што помина, он има како раничка. Треба да се мачка со прополис и да пие прополис. Тоа е многу здрава работа. И за вас, младите, да се пиете прополис, за да бидете јаки и здрави, како мене. Не е мој, помагам на човек ја, не е мој мене. Јас сум физички, работам физички, садам бостани, помагам на луѓе, работам кај Далибор, на црквата. Со скромност и со надеж, Штипјанецот останува меѓу тезгите во пазарот на Штип за да го продаде медот, верувајќи дека секоја продадена тегла е чекор поблиску да го спаси животот на својот пријател. И додека тивко стои меѓу луѓето и нуди здравје, тој покажува дека човечноста се уште живее.